Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат. Штивани гледачи, поздрав од студиото на портала rtk.mk. Ке го следите спортскиот времеплов. Минатиот видеоклип беше за големиот Милјан Милјанич. По тој повод рековме дека овде во Кавадарци се одржа ревијален надпревар помеѓу нашата најдобра селекција и селекцијата на новинари. Денеска овде во студиото по тој повод, по тој важен датум на одигрување на овој надпревар, во студиото го поканевме господинот Диме Димов, кој беше директно инволвиран во тој надпревар пред 28 години. Ми се чини дека тоа беше 18 октомври 1992 година. Добро дојде во нашето студио. Добро ве најдов и поздрав за сите спортски работници и љубители на град Кавадарци. Шtovани гледачи, како што гледате, ние тука во нашата студио сме скоро сите со заштитни маски и почитувајќи ги правилата за моменталната состојба со коронавирусот. Што е тука, но ние одиме понатаму со денешниот видеоклип. Сакам накратко, господин Димов, да ја запознаете нашата спортска јавност. Подмина многу години, скоро 3 децени. За кои клубови имате настапувано? Да почнеме од Тиквеш. Од матичните, да. Па точно е тоа. На 83 година, кога се фузира Тиквеш и Бор, тоге више заедно станав правотемец во Тиквеш и од тоги играв и во Победа прилеп година и пол и во Пелисар околу 6,5 години. 3 клуба сме. Ми се чини дека кулминацијата беше во Битола. Во Битола, да, пошто Кој таму беше тренер? И тренер ми беше и Џоко Хаџиевски и Зоран Смилевски, врвни стручњаци. Меѓутоа тој клуб се напредуваше во втората југословенска и прва југословенска лига. Многу квалитет имаше тогаш. Реков и тука пред малку во неофицијален разговор дека за да ја опишеме вашата кариера ќе треба многу долго време. Одиме со конкретни и кратки прашања и одговори. Кои ти беа соиграчи во Битола? Во Битола соиграчи доста имав така квалитетни. Саши Миловски, Чирич, Тони Мицевски, сегаш што беме 5-6 години заедно игравме. Пред тоа Дејви Главевски, имаше Митко Стојковски, доста квалитетни играчи. Ваши најважни надпревари? Па најважни надпревари, да речеме, у тие момент е двете финалиња што ги игравме за купот на Македонија. Првото финале 23 година 2004 со Вардар и после 95 година 2004 со Селекс. Имате играно и со многу поквалитетни екипи од Вардар и со многу појаки шпици играчи. Кои вака па позвучни имиња што си ги држат? Поранешната, да речеме, Југословенска лига што беше сите составено од најјаките играчи центрафори, кои што јас ги чував. Тоа беа Ален Бокшич, Драшковиќ, па и безброј други, Панчев, без разлика, сите шпицеви беа добри. Тоа е период кога македонскиот фудбал заедно со југословенскиот беше на многу високо ниво, од проста причина што сите играчи остануваа овде на овие простори. Правилата беа такви. Правила до 28 години не смее во странство да се мине. Имаше забрана од тогашниот председател на фудбалската федерација на Југославија Шајбер, кој што кажа дека за странство одење после 28 години. Сега овде на мониторот ќе го следиме она што се случи пред 28 години. Овде во Кавадарци беа одржани неколку ревијални надпревари, пред се во млада категорија, но шлагот беше она помеѓу најдобрата А селекција и селекцијата на новинари. Само да подсетиме, селектор на нашата најдобра репрезентација беше господин Џоко Хаџиевски, а на селекцијата на новинари новинарот Бранко Давидовски. Давидовски со Лазар Плачков заедно, така. Ова се моменти што и во претходниот видеоклип ги гледавме, дали гледаме дека сет фудбалски крем на Македонија беше тука во Кавадарци, една таква голема личност, спомнавме во претходниот видеоклип дека таква голема фудбалска величина во Кавадарци, мислам дека никош нема дојдено. Милјанич беше специјален гостин. Да, и сега малце да се отсврнеме, ќе видиме уште неколку кадри тука, познати наши фудбалски работници.
Како ти го гледаш од после 28 години овој надпревар? Со вака доста емоции, колку само публика има, колку жар, колку народ, гледаш го чека пред надпреварот да испаднеме. Тоа ги се живееше за фудбалот. Да. Сите беме поносни на таа игра. Се чекаше да се дојде з недела, да не виде, да се представиме у добро светло. И многу живеевме за тој спорт едноставно. Тогаш редовно на градскиот стадион имаше од 4 до 5.000 гледачи. Да. Сега уште малку ќе почекаме да ги видиме на нашите екрани и двете селекции. Нормално тука ево го повторно великанот Милјан Милјанич. На крајот некаде околу 4.000-5.000 публика бурно го поздравија Милјан Милјанич. Да, гостувањето него. Во овој момент, спомнав и во претходниот видеоклип, го споменува и Васко Гунев. Тоа е момент кога и вие активно играте фудбал. Да. И сега кога ќе се присетам дека вие како Димо Димов, како Васко Гунев, Тони Шалев, Звонко Костов, значи кавадарци, само во моментот на сега што се сетам. Доста квалитетни играчи, али тоа благодарение што имаше доста тука и Гањо, мислам, покасно е. Покасно тие дојда, да речеме, многу јака конкуренција, многу добри тренери имавме тука, Начо Тотов, Блажо Малинко, Бог да го прости, и ред други, кои што тоа ни беше едноставно прекупација тука за анимација, да речеме. Еве сега ви ќе одиме со оние кадри од Да. Ова е новинарската селекција, многу брзо ода. Дали можеш да се присетиш? Да, па тоа е Тони Наумовски, ево Победа што играше, ова е Гусарот во Силек што играше, Жанко Савов, Кајнас и Вардар, исто овој од Тетек се само не се како се презиваше. Да. Еве сум јас. Диме Димов, да. Да. Гледаме дека јужната трибуна е исполнета, исто така и северната. Да, Маријан Стојковски од Победа прилепево, Гоце Попев судија. Да, Гоце го познавме. Кочо Димитровски. Да, и Канатларовски Цапарот, Антонио Филевски, Костов, овие се Саше Милошевски, Мирко Симовски, Марковски. И тука на крајот ги гледаме Бошковски и Чирич. Да. Добро, ова секако ќе оде на YouTube и на социјалните мрежи на Facebook, па може и оние подетално да ги препознаат сите. Сепак поминаа многу време, 28 години, 30 е поминато од тоа. Да. Еве, гледаме дека тука веќе двете селекции, интонирање на химната на Македонија. Да. Мислам дека во архивата го имаме и оној решавачки гол на Марковски, со кој селекцијата на новинари победи со 3:2, гледаме ете и она северна трибина дека е исполнета до последно место, една прекрасна атмосфера. Тоа само потврдува дека Кавадарци некош бил спортски центар во Македонија. Беше и многу беше драго и чест да се играе пред таква публика кој што знаеше што е фудбал едноставно. Прегеска спомнавме, не само на надпревари, него и на тренинзи имаше 500-600-700 доаѓа попладне, стално имаше посетители. Ова се оние автентични видеозаписи што ги имаме зачувано. Ја мислам дека во спортскиот времеплов и како ќе значат за тоа, за историјата на блескавите моменти на кавадаречкиот спорт. Па и тога имаше добра екипа, јас сум нека игравме, беа Грашо, Драги Мечката, Бог да опросте, Чулиев, Коло Лушкин, Трајков, Бошковски, Пано Недев, Борче Митрев, доста квалитетни играчи, Звонко, Костов, Шалев, имаше доста квалитет, доста квалитет. И многу деца се откажаа што не можеа да фатат место, почна по други клубови да играат. Сега предлагам да погледам уште неколку инсерти од овој ревијален надпревар, само момент. Предлагам да одиме најпрво со изјавата на селекторот на селекцијата на Македонија, Џоко Хаџиевски, и да кажеме накратко во неколку реченици дека тој има настапувано во македонските клубови Караорман, Преспа, Пелистер, Вардар, Скопски, Балкан и Вардарски од Богданци, и таму мислам дека настапуваше заедно со Кимов, со Недев, и тренер беше Блаже Малинко. Исто така, како тренер има исто така една импозантна кариера, беше
начело на ЦСКА Софија, потоа на Војводина во Грција, кој водеше Баку во Азербејџан, кој тоа е голем 5 милионски град. Да. Доста квалитетни екипи. Водеше екипа на Кипар во Саудиска Арабија и најголемиот успех мислам дека го постигна во Јапонија, водици екипата на Џубило, која играше и финале на Азијскиот куп, а Хаџиевски беше прогласен за најдобар тренер на континентот. Како селектор ги има водено репрезентативите на Македонија и исто така и на Азербејџан. Покажа и овој надпревар дека А селекцијата се уште е во фаза на барање, зашто во новинарскиот тим имаше подобри играчи денес. Ја заслужија ова победа тие денес, иако со ништо не би ги девалвирал играчите од нашиот тим кои се бореа, меѓутоа денес имаше Тони Наумовски, Маријан Стојковски, Горан Георгиевски од Силекс и Димче Димов на вистина четворка многу јака во тимот на новинарите. Ете, тоа беше нашиот прочуен, познат селектор и фудбалски работник Џоко Хаџиевски. Поздрав до него, мислам дека и сега работи некаде на тие простори во Емиратите. Да. И да го слушнеме сега што изјави пред 28 години доајенот на македонското новинарство, посебно на радиоспортското новинарство, Бранко Давидовски. Ко селектор на на новинарската селекција не сум задоволен со оглед дека бевме подобро, имавме повеќе шанси и делуваме како да играме 100 години заедно овој состав, иако прв пат играв во овој состав, да кажам за разлика од на прва среда во Скопје, кога го победиме тимот на Македонија со 3:2, сега играше само еден играч, Маријан Стојковски, сосема друг тим, меѓутоа јас сум задоволен и покрај поразот, ова е на ревијална утакмица, една фудбалски спектакл, еден убав фудбалски амбиент, со игрова средба, овој за овој фудбалски град, мислам дека се на најдобар начин се одржиме со играта, посебно во првото време што ми е прикажано. И на крајот, Диме, еве сега да видиме што си кажал пред 28 години, инаку вие бевте прогласен за најдобар играч на тој надпревар. Мислам дека на тој надпревар заборавив да кажам дека во второто полувреме уште еден наш сограѓанин, мислам дека влезе и Тони Шалев. Не се сеќам сега, али може да го имате на снимката, да. Па да слушнеме што Димов кажа пред 28 години. Пресречен сум, пошто пред својата публика, успеав да бидам еден од најдобрите играчи на оваа следа, мада имаше и други исто така добри. И еднаш многу сум среќен, затоа што поготово во мојот град бев еден така добив едно големо признание, че настојувам и понатаму исто така со добри игри, да се одолжувам на ова публика кој што го сака фудбалот и го знае да го цени кој е добар, кој е лош исто така. Ете, господине Диме, видовме како тоа беше пред 28 години. Интересно е сега да ни кажеш некој свој став за фудбалската игра. Има ли некоја споредба од тоа време и денешниот фудбал? Јас мислам дека нема споредба. Сега малце помодерен е фудбалот, побрзо се доаѓа до поголеми клубови вака да можеш да играеш. Во тоа време немавме ни таква шанса, али имавме вакво, да речеме, публика која што не бодреше цело време и ни даваше мотив за да станеме подобри играчи и благодарение на таа публика, ја мислам, станаме подобри играчи. Инаку тогашното време и денешното неспоредливо е. Денеска е... Ги пратиш ли збиднувањата во фудбалскиот клуб Тиквеш? Да бидам искрен, не. Така да јас работам приватно, а и нема што да се прате вие години, така да не го губам времето со тие работи. Неофицијално пред да влеземе во студиото, спомнавме дека долго време Тиквеш се мачи и не може да се опорави, така да речеме едноставно. Знаеме од кога тоа трае веќе 4 децении и знаеме од кога почна од оној политичко наместен надпревар помеѓу Тиквеш и Вардар Скопски, тоа е 77-78 и маката за да се стабилизира фудбалскиот клуб Тиквеш се уште трае. Какви ќе биде тоа во иднина, само еден Господ знае. Сега има некои најави, гледаме од локална самоуправа дека инфраструктурата долу на стадионот, Маријан може да ме потсети, докаде е дали при крајот е, значи само треба да се екипира состав кој знае како се прави фудбалски колектив. Тоа е долга и комплицирана работа и за тоа треба еден добар тим. Но не е сега парите, туку во играта што рече. Да. Играта е најважното. Најважно треба да имаш желба и мотив.
И тоа го констатиравме дека порано желба за тренинг имаше. Сега нема да си фудбалски стручњак тренер, не можеш да направиш селекција затоа што интересот кај младите е сведен на една голема нула. Тачно. Господине- За жал. Ова е најдобро и за здравието, да речем спортски. Да. И здрави и се и да се развиваш спортско е супер, ама еве џабе, вака, ситуацијата е таква дојде у Се Македонија. договоривме и со уредникот Маријан Димитров дека првата прилика ќе ја искористиме подолго и на широко да разговараме за твојата фудбалска кариера, има што да кажеш. Да. Ова нека биде за денеска се. Ви благодарам што бевте овде во студиото и пак да се видиме. Ви благодарам Иван, па се гледаме за убаво. Кавадаречкиот спорт беше еден од најмоćните во државата. Фудбал, кошарка, ракомет, мали спортови, успесите мора да продолжат.